Почнувани ги следите вестите на Канал 8. Една година од склучувањето на договорот за снабдување со струја со добавувачот Energy Delivery Solutions, општина Кочани повторно почнува постапка за јавна набавка за наредниот едногодишен период. Причина за тендерската постапка, односно за изборот на снабдувач, е што средствата од претходно подпишаниот договор со компанијата ЕДС се веќе потрошени. За новата набавка предвидено е да се потрошат нешто повеќе од 22 милиона денари во нето износ. Тоа практично е на истото ниво како и минатогодишната сума за истата намена. Пресметките што се направени, а се базирани на потрошувачката во текот на 2023 година, покажуваат дека за наредниот период ќе бидат потребни околу 970 мегават часови електрична енергија, и тоа во скапата и ефтината тарифа. Пријавувањето на добавувачите со струја по јавниот повик трае до 3 јуни, кога ќе се одржи јавното наддавање. Со фирмата што ќе понуди најповолни услови за снабдување, ќе се склучи договор со времетрање од 12 месеци. Инаку, од буџетот на општина Кочани за струја се плаќа за околу 120 електрични броила, од кои најголем дел за улично осветлување и за јавни простории. Меѓу нив, покрај општинската зграда влегуваат и објектите на противпожарната единица, спортските сали, стадионот, етнокуќата и други простории со помала површина. Музичкиот оркестар на Основното училиште Раде Кратовче освои прво место на државниот надпревар по хор и оркестар, што викендов се одржа во Скопје. Музичкиот оркестар на Основното училиште Раде Кратовче го освои првото место во категоријата оркестар на државниот надпревар на хорови и оркестри, што викендов се одржа во Скопје. Оркестарот е составен од ученици од предметна настава, а за наставот се подготвувале од почетокот на учебната година. Претходно тие имаат учествувано и на регионален надпревар, каде исто така имаат освоено награда. Наставникот по музичко образование Дарко Ристов истакна дека добиената награда за нив представува мотив за поголеми успеси. Ние земавме учество на тој надпревар и го освоевме првото место со 95 поени. Нашиот оркестар беше детски орфов оркестар, составен од 9 членови, 9 одделение, 6 и 1 седмо одделение. Претходно ни престоеше регионален надпревар, кој беше онлайн, таму го освоивме првото место. Ова не ни е прва награда од таков тип, претходно има освоено повеќе награди, прво и второ место на државен надпревар. Ова војнина ќе ни представува еден голем исто така потик и желба за повторно да се надпреваруваме и да постигаме успеси за нашето училиште. Овде ви споменал и голема благодарност пред се до нашиот директор и сите колеги, службата што беа цело време со мене и ми помогнаа да се реализира овој надпревар. В среда повторно и предстои државен надпревар во категоријата вокална интерпретација со седмоодделенецот Амит Ибраимов. Настанот ќе се одржи во Прилеп. Викендов се одржа 11-тиот меѓународен фестивал традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Организатор беше фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, а учесниците имаа настапи во Зрновци и Оризари. Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, а по повод верскиот празник Ѓурѓовден, викендов се одржа 11-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Манифестацијата и годинава понуди богата програма со народни обичаи по повод празникот. Имаше и концерти со изворна музика што се одржаа во Зрновци и Оризари. Претходно учесниците на фестивалот имаа и фолклорни дефилеа. Во програмските содржини учествуваа неколку стотини млади фолклористи од фолклорните ансамбли од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Бугарија. Имаме околу 500 учесници со гости од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Бугарија и групи од Македонија. Концертот започна во четвртокот во Зрновци, беше отварање на фестивалот со групи од Црна Гора и Србија, а потоа следуваа настапи на групи од Злево и групата од Зрновци. Потоа во петокот во
река Масалница се одржаа традиционалните ѓурѓовденски игри. Денеска, наутро, во комплексот на Свети Атанаси Велики се одржа традиционалното сукање на зелник и печење под вршник, биење млеко и дегустација на традиционални јадења, односно тиганици со сирење. И вечерва е фолклорниот концерт во Оризари со учество на 9 ансамбли од странство и од Македонија и нашиот ансамбл Лупчо Сантов. Покрај тоа, вредните домакинки од Оризари направија над 100 традиционални јадења, каде што ќе бидат дегустирани од гостите од странство и публиката што е присутна на овој концерт. Фестивалот, чија цел е зачувување и представување на материјалното и духовното богатство околу празникот Ѓурѓовден, е поврзан со пролетното будење на природата и периодот на интензивни активности во земјоделството и сточарството. Финансиската поддршка за реализација на програмските содржини на фестивалот традиционални ѓурѓовденски обичаи и песни и ора е обезбедена од Министерството за култура, од општините Кочани и Зрновци, како и од општествено одговорни компании од регионот. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања на плоштадот Ангел Винички го одржа концертот Ѓурѓово лето-пролето. Општина Виница изминатиот викенд беше домакин на концертот Ѓурѓово лето-пролето, што се одржа на плоштадот Ангел Винички. Настанот беше во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Носител на проектот е Домот на културата Тошо Арсов со финансиска поддршка на Министерството за култура. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања го направи еден прекрасен спектакл од обичаи, песни и ора. На нашиот самостоен концерт настапија повеќе од 130 фолклористи, поделени во 6 групи по возрасти. Облечени во најразлични носи беа презентирани различни обичаи, песни и ора кои што се поврзани со самите обичаи. Настанот што се реализираше е дел од годишната програма за работа на Домот на културата Тошо Арсов и проектот Национален интерес, одобрен од Министерството за култура. Фолклористите од Истибања викендов настап има и на меѓународниот фестивал Великденски средби, што се одржа во селото Ораовица, општина Радовиш. Идната недела Кочани ќе биде домакин на 61-иот драмски аматерски фестивал. Ќе учествуваат 15 на театарски групи и ансамбли од Македонија и соседна Србија. Под мотото "Знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме", од 20 до 26 мај во Кочани ќе се одржи 61-иот драмски аматерски фестивал на Македонија. На свеченото отворање ќе гостува Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес со представата Вечера за глупаци. Покрај тоа, во конкуренција за наградите на овогодишната фестивалска програма, љубителите на театарската игра ќе можат да ги проследат и представите на десетина домашни, но и драмски групи и ансамбли од Ниш, Крагуевац, Прокупле и Смедеревска Паланка од Република Србија. Во рамки на фестивалот ќе бидат доделени вкупно 8 награди за најдобра женска епизодна и најдобра машка епизодна улога, за најдобра главна женска и најдобра машка главна улога Никола Димитров, потоа за најдобра режија Борис Стојчев, награда за истражување нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар, специјална награда за најдобра представа во категоријата театар за деца и младинци, како и Гран Прито Васил Ќортошев. Драмските, уметничките и етичките вредности на актерите и аматерските драмски проекти во целина ќе ги оценува тричлена жири комисија. Во текот на 6 фестивалски денови на сцената на Центарот за култура Бели Мугри ќе се изведуваат по 3 представи дневно, во пладневниот, вечерниот и ноќниот термин. Фестивалската програма ќе биде збогатена и со придружни културни манифестации. Финансиската поддршка за реализација на драмскиот аматерски фестивал и годинава е обезбедена од Министерството за култура, од општина Кочани и спонзорства од бизнис секторот во регионот. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена двонеделната ликовна изложба на учениците од школата за цртање и сликање. Представени се над 70 цртежи во различни ликовни техники. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена изложбата на учениците од школата за цртање и сликање,
што работи во рамки на Кочанската културна установа. Представени се над 70 дела, изработени во различни ликовни техники, што учениците ги имаат создавано последниве 3 месеци. Ова изложба е еден сублимат од создадени дела на учениците во изминативе 3 месеци. Се опфатени повеќе теми, значи темата беше слободна. Овде имаме пейсажи, имаме мртва природа, имаме репродукции кои што се работени во повеќе техники, вклучувајќи пастелна, акрилна, темперна техника, цртеж, графит и навистина како ментор сум презадоволна од она што го сработи учениците. Вкупно на број учесници се 27, што е прекрасна бројка за нашиот град. Значи станува збор за талентирани, посветени ученици, редовни, кои што навистина безрезервно се вложуваат, се надградуваат и го развиваат својот талент. Учениците истакнаа дека школата ја посетуваат подолг временски период и имаат научено многу за сликарството. Јас сум Мила Захариева, имам повеќе цртежи, имам на тема цвеќиња, имаме пейсажи, мртва природа и репродукции. И оваа изложба ни е на слободна тема и имаме повеќе цртежи, повеќе теми. Јас одам веќе 2-3 години на цртање и имаме за оваа изложба спремаме околу 3 месеца и имаме доста цртежи за разлика од другите изложби. Огнен Цеков. Што нацрта за вечер? Па јас за вечерва нацртав вазна со цвеќиња. Така, колку време си во училиштето за цртање и сликање? Па скоро 2 месеца. Од каде желбата за цртање? Па прв пат кога почнав да цртам во училиштето, по часот по ликовно во Кирил Методи. Изложбата ќе биде отворена во наредниве 2 недели, а најавени се слични изложби со други ликовни техники. Фудбалерите на Осогово извлекоа бод на гостувањето против Арсими и остануваат во борба за опстанок во втората лига. Слога 1934 убедливо го победи Малеш во Берово, но тоа не беше доволно за да обезбеди бараж за влез во второлигашкото друштво. Во првенствата на втората и третата фудбалска лига Исток викендов се одиграа предпоследното, односно последното коло. Фудбалерите на Осогово на гостувањето против Арсими одиграа 2:2, со што на едно коло пред крајот на првенството остануваат во борба за задржување на второлигашкиот статус. Домашните први го отворија резултатот во 35-та минута со погодокот на Цуцули, а со водството од 1:0 се отиде на пауза. Во второто полувреме Рамадани зголеми на 2:0 во 55-та минута, пошто гостинските фудбалери заиграа поангажирано, со желба да извлечат барем бод. Најавата дека тоа е можно дојде по голот што во 63-та минута го постигна Дојчинов. Стрелец на изедначувачкиот погодок во 71-та минута пак беше голгетерот Тошебанов. Надпреварот со Аресими за жолтосините е веќе минато, а разврската дали ќе се исполни целта за опстанок во лигата ќе зависи од последното првенствено коло. На стадионот Никола Мантов в сабота ќе гостува второпласираниот Пелистер од Битола, кој практично веќе е прволигаш. Ако Осогово ги освои 3 бода, тогаш ќе остане во втората лига. Секој друг резултат ќе биде неповолен, односно задржувањето на статусот ќе зависи од резултатите што ќе ги постигнат другите 3 екипи: Каменица, Саса, Победа и Тетекс. Тие исто така се во игра за испаѓање, односно останување во лигата. За разлика од втората, во третата лига Исток се одигра последното коло и веќе е познат епилогот. Слога 1934 не успеа во намерата да игра бараж за влез во втората лига, иако забележа убедлива победа од 5:0 на гостувањето во Берово против Малеш. Директниот конкурент Вардарскиот Богданци исто така победи на гостувањето против Карбинци, со што оствари 2 бода разлика повеќе во однос на виничкиот третолигаш. Богданчани ќе играат бараж со една од екипите од втората лига. Сепак, тимот од Виница заслужува честитки за покажаната борбеност во текот на целата пролетна сезона,
во која на сите надпревари забележа победи и максимален број бодови. 5 медали освоија членовите на боречкиот клуб Спартак на државното првенство Слободен стил U20. Настанот се одржа во Радовиш. 5 медали освоија членовите на боречкиот клуб Спартак на државното првенство во борење Слободен стил за мажи и жени U20. Вкупно учествуваа 7 кочански представници и при тоа освоија 1 второ, 4 трети и 2 петти места. Второто место го освои Дамјан Крстев во категорија до 57 килограми, при што го доби сребрениот медал. Петар Лазаревски, Петар Иванов, Ненад Максимов, како и Бојан Георгиев се закитија со бронза. Без медали останаа Благој Тасевски и Бојан Гигов, кои на крајот го освоија 5-то место. Тренери на надпреварот беа Иван Јанев и Владо Соколов, додека пак судии беа Игор Христов и Гоце Ангелов од Кочани. Настанот беше во организација на Боречката федерација на Македонија со техничка поддршка на боречкиот клуб Бучим. Државното првенство се одржа во спортската сала 25 мај во Радовиш. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма, а следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.